Имаме 30 возила, значи се возат во 4 категории. Прва категорија се дами, они ќе возат со Peugeot модел, еден од нивните модели. Имаме олтајмери и имаме надпреварувачки возила. И на крај доаѓа шлагот, значи теренските возила. Да, колку ова патека може да биде предизвика за учесниците во релито? Па до сега што ги слушам коментарите, викаат дека најдобро припремена патека до сега оваа. И сите и овие што постојано доаѓаат на ваквите надпревари, викаат дека патеката е перфектна. Дали ова патека и Струмица може да биде дел од некоја европска карта на рели? Па може да биде, сигурно со една мала преправка може да биде, сигурно. Така. Колку во Македонија се дава акцент на овој спорт? Па автомобилизмот општо во Македонија е на многу ниско ниво оваа година. Не оваа година, последниве неколку години. Од формирањето на федерацијата све оди надолу, така да дали годиш имаме 2-3 трки со возила, со автомобили и една трка со овие теренски возила и една изложба со олтајмери. Ама тоа го прави клубот мој. Значи, од доаѓањето на новата федерација, автоспортот е симнат многу ниско. Да се биде град домакин на вакво надпреварување, два пати поред, едно по друго, веројатно не може да биде плод на случајност. Од една страна, тоа значи дека Струмица успешно го положила минатогодишниот испит, а од друга страна, повторно укажаната доверба представува изворедна можност да се потврди и надгради успехот од лани. Искрено се надевам дека 36-тото меѓународно рели и рели крос со теренски возила и автомобили ќе биде померка како на организаторите од автомотоклубот Jeep Rally Sport, така и на надпреварувачите и на посетителите. Доколку биде така, ние од општина Струмица ќе бидеме пресрекни што сме биле генерални покровители и домакини на уште една успешна спортска манифестација. Ако било така, на многу други спортски настани од меѓународен карактер кои се одржувале во нашиот град, нема зошто така да не биде и овој пат. Во прилог на таквите желби и очекувања одат и убавото денешно време и фактот дека името на реката во чија близина се одржува ова надпреварување е компатибилно со самиот настан. Ке се сложите, нели, дека тркања и трка имаат нешто заедничко. Им посакувам срдечно добре дојде на сите надпреварувачи и надпреварувачки од Србија, Грција, Албанија, Бугарија и Македонија, со желба да понесат од Струмица убави спомени кои долго ќе ги паметат. Нека денешниот ден биде празник на автомотоспортот и нека победат најдобрите. Со тоа, 36-тото меѓународно рели и рели крос со теренски возила и автомобили Струмица 2015 го прогласувам за отворено.